Делчево на војводата чиј светоглед е поле за културен надпревар, пожнеано со уметност, разиграно од ора, шарено од везови и убаво од цртите на својот народ. Денеска е плоштад врз кој стапалките и петиците лесно подкопнуваат по тлото, нижејки го ровезот на копачката. Градот грее со гостопримство, со сите нишани, а приказната ја води Драган Темелков, Джони Лајф, од тука до булеварот со мирис на јоргован и свежи сеќавања. Со панорама од Ламборджини низ срцето на Тработивиште и чашка муавет за неговите јунаци, приказната продолжува сочна и богата со сите пијанечки марифети. Земат вашата земја, ќе доселат многу турци. Ќе ја земат вашата земја, ќе доселат многу турци. Тебе Алиман ќе погуби, ќе истера клети турци. Жив Алимане ќе изгориш. Браво, Шишко Мирко. Браво. Джони, добре е малце да одмориме, ме изнашета. Па ти изнашета, па затоа ти реков да облечеш патики и да не се измориш многу на штикли. Значи сега има мала кафе пауза. Мала кафе пауза, да, во овој прекрасен кафич. И турнејата од тука продолжува. Турнејата продолжува, ќе видите кај ќе ве однесем сега. Знам, кај првата девојка. Само што не е таму. Да, добро. Кога еве нели ќе излезеш некаде да се одмориш, можеби да се освестиш, како викаме сите, на кафе. Стварно пиеш кафе или Пијам, да. Или муабетот само се вика кафе? Не, пијам може по едно еспресо или две у денот да испијам така. Не сум сега некој голем љубител, со цигарче знам така. Едно-две кафиња да испијам. Како најдобро се релаксираш? Кога нели во оние денови кога немаш настапи, кога немаш свирки, што правиш за да не знам, едноставно да си се посветиш можеби на себе си и да се одмориш од се? Секој слободен период, да речем, ајде не ден, повеќе дена кога имам слободни, гледам да си дојдам овде во Делчево, во Тработивиште, во моето родно место, со пријателите, со братучет ми, со Тимче, он е нон-стоп со мене, сега моментално што не дружи. И знам онака лабав муабет со луѓе што ги знам од
од моето детство да речам, тоа највеќе ме опушта. А кога сте во Скопје, има лабавење или нема лабавење таму? Скопје поредко има лабавење, ама има и таму лабавење. Таму знаеш, да не скажувам сега кои ми се базите за седење, за пиење кафе, за јадење. Џони, неколку пати го споменуваш Тработивиште. Многу пати нели сме се исшегувале ние за Тработивиште. Мислам дека е крајно време да одиме и да го видиме твоето родно место. Ја мислам, Сани, дека доста ти беше одмарање, ајде станувай да одиме, да го видиш најубавото село во Македонија. Она што има плоштад? Она што има 3 плоштади, ти кажа братучет ми пред малце. Црвениот плоштад во Москва, во Лондон и во село Тработивиште. Одиме на плоштадот во Тработивиште. Ајде. Делчево, освен за културен, е широко поле и за бизнис надпревар. Меѓу компаниите во македонскиот претприемачки ринг во изборот на 200 најдобри за 2020 година високо котираше и делчевскиот гигант Брегал, истовремено прогласен и за најдобра општествено одговорна компанија на Истокот. Нејзиниот успех се должи на уметноста одлично да се позиционира на домашниот и странскиот пазар со добра партнерска мрежа и одлични бизнис конекции, што ја овозможија да стане примат во трговијата на големо и увозот на роба од Кина и Турција. Специјализирана е за роба за маркети и конфекцијски материјали, кои им овозможија на домашните производители да одговорат на современиот производствен процес со светски стандард, ефикасно и ефективно производство со најдоброто од понудата на машини. Со конкурентни цени и дистрибуција на големо, Брегал, специјализирана на стоки за супермаркети, продавници и бизниси и малопродажни компании, го обезбедува главниот ресурс и клуч за квалитет и брзина на производството, а тоа се најдобрите машини, опрема, резервни делови и репроматеријали за различни индустрии, со фокус на текстилната. Кога велиме гигант или голема, не станува збор само за квантитетот, туку за хуманиот однос кон она што представува нејзин императив. А тоа е здраво и инклузивно општество, поддржано во сите сегменти со бројни донации на институции и поединци во општината Делчево и пошироко во Македонија, препознаена како атрактивна бизнис дестинација и колевка за иднината на продуктивните генерации. Џони, ме изнашета низ Делчево, сега малку и да ме повозиш во околината на Делчево. Да, да ја видиш оваа прекрасна природа, моментално одиме на кај Тработивиште. Ова е главниот пат од Делчево за Берово. Може би си идела за Берово. И на некои 8-9 километри ти е од Делчево е село Тработивиште. Џони, дојдовме конечно во твоето Тработивиште. Во толку збореното Тработивиште. Сто години го слушам Тработивиште, еве дојде денов и ептен ни се погоди и гледај време. како ни се погоди денот. Да ги видиш, дали си воодушевена од овие убави или на крај ќе ми кажеш тоа? На крај кога ќе ме прочиташ низ селото, сега ме донесе по булеварот директно кај тебе на гости. Да, кај мене дома, овде е катчето кај што бегам од гужвите и од ноќните забави, да не речам. Сега ти почна да се покажуваш, тоест не ти, твоите, нели, како вистински домаќини, ама и јас не сум дете од улица, мене ме научија кога одам некаде на гости да однесам подарок. Сега треба можеби кај домаќинот, ама еве за тебе за да се докажеш треба да те женим. Може ли да видам што е? Обавезно да видиш што е. На цена е зејтинот затоа. Па Сани, ја и така сега на свинска мас дома готвиме, немаме пари за зејтин. Фала ти за ова, мајка ми највеќе ќе се израдува. Еве таман скарата позади е спремна, еве. Леле, фала многу. Поскапо и од месо. Маслово е зејтин, така? Маслово е зејтин, да. Ако имаш дилема, еве сега ќе се реши.
рече дека ова е твојот нели мир, овде си го Да. си одмараш душата. Душата, Тука е и твојот татко, јас ќе го искористам, морам нешто да го прашам. Прашај го слободно. Во муабетот денес Џони ми кажа дека најмногу, тоест не најмногу, туку најголемиот кјотек го изел од вас, бидејќи бил немирно дете. Кажи слободно дека. Кои се најголемите бели што ги правеше? Не правя многу бели, него он беше малку инече, затоа повеќе. И не сакаше да вежба. Со појавите го треба. Ме тераше да вежбам хармоника Да. и Сајзера да вежба. Инаку без вежбање не можеше да постигне тоа што е денес. Да не ме прашувам дали сте горди на него, сигурно сте горди. И сигурно е така, и овој ќотек се исплател, така? затоа не му го враќам сега. Ако не ми го врача, значи се исплатило. Џони ми кажа дека сте жртвувале многу за неговата кариера, за неговиот успех, дека буквално со последните пари во тоа време му бил купен и првиот инструмент и дека сте вие главниот виновник за тоа. Да, имав оставено настрана 1200 марки и рече, тато, сакам синтесажер да ми купиш, он е професионален, ќе одам да свирам. И го земав со мене во Виница и отидовме и го купивме синтесажер. Ги последните пари. вратили 1200 евра, сега нема марки. Не мора да ми ги врати. Не мора да враќа. Уште не сум Само нека слуша, така? Нека печали, нека му даде Господ повеќе на него. На нас ни е доста што сме тоа постигнали. Исчували сме ги здрави и живи, па сега они нека му мислат. Сега вака, од кога, да не речам мостаре, од кога порасна, си го бара некогаш тоа, како беше, тојагата? Не ја бара веќе. Прачката. Сега само и сакам, имам една желба да се ожени. Јас кажа во емисија, ќе го женам, готово. Еве јавен оглас дај да се Да, не ожена, веќе мајде. огласат. Имаме од другиот син две внучиња. Имаат од другиот син, извини, од тој што ме местеше да ме тепаат, брат ми, после ќе го видите и него. Он ме местеше цело време да ме тепаат. И сега он си ја среди работата, заврши и ти Он пак. си ја среди, од себе си оди се. заврши, да. Секогаш бил попаметен, нема дое. Мора едниот поголемиот да е. Послушај се. Кој беше попослушен? Поголемиот се на време се враќа. Овој се малци натеши, затоа Заглавуваше Секогаш до каснав ја. покасно? Како и сега што каснам на свирка, секогаш ме прашуваат. Ја од дете, ќе ни речеше татко ми, до 8 сат, ја у 10 ме бара. И за тоа. Се занимавате ли со земјоделие? Да, он сам си ја вари ракијата. Од 40 корени сливи и сам си ги берам, сам си варам, имам си казан доле во гаража, сам си варам и си ја чувам за свадба. Ништо да се напиеме ние во свадба, да не почека Ќе пиете свадбата. 100 годишна ракија, можеби. Ова колку е? Ова е 3-4 години. Сани, и за твојата, и за незината свадба ќе даеш ако биде некога. Ајде. Ајде, раздрави. Ајде да биде побрзо свадбава, Џони. Добре, дојдовте. Добро ме најдов. Дај нас знаат. Ајде, Сани, малце да те прошетам да го видиш ова прекрасно село, најубаво во Македонија, а Ајде. може и пошироко. Ајде, одиме пешки? Не, ќе идеме со Ламбурџинито. Ламбурџини? Си се возела во Ламбурџини до сега? Не. Еве, сега ќе се возиш за прв пат. Ова е Ламбурџини. Секако. Што да живеа, уште на трактор се немам качено во живота. Пајте. Ај. Ама овој леле. Ова кучева малку е помало од овие твоите. А јас кај да застанам сега? Ајде, Сани. Дојди. Седи тука до мене.
Ама вака се. Чек. Си се возила ли во Ламборджини до сега сами? Сефте ми е, не. А? Сигурен си дека ќе се возиме со ова, ќе стигнеме до негде? Ова место кај што те носам сега, да видиш како деца кај што доаѓавме, кај што си игравме и кај што учев ја, кај што завршив една година 8 оделение, ова е нашата осмолетка. Чекај, моментално видов нешто убаво да ти подарам. Сани, пошто ти си добро девојче, повели. Дека Јоргова ми е омилено. Кад замиришу Мирисот на Јоргова ми е Јорговани. Ај пак после. Кад доđu тешки дани. Ама нема за нас да дојдат тешки дани, ајде да не ја тераме. Не доаѓаат никако. Рече училиштето. Ова е училиштето, да. Ми спомена дека тука имало некоја љубов првата. Овде, баш таму кај што е влезот на училиштето, се собиравме као деца и си игравме навечер, како искачење ни беше таму, гледаш овие убави ливади. И таму првата љубов, првиот мој бакнеш се случил баш точно пред влезот на училиштето, да знаеш сам. Значи сега ти разбуди убави спомени сега. Сега ми разбуди спомени од првата љубов. Кога тоа? Во 8? Седмо негде. Седмо на крај. Се е на куп овде во селото. Да, Тработивиште е мало место. Да. Меѓутоа, тоа што е мало и што има малку жители не ве спречува да бидете успешни. Ти си успешен во светот на музиката. Да. Имаме една успешна бизнис приказна од Тработивиште. Да, тоа е мојот школски другар Ферки Демировски, он живее овде. Десно. Значи како те прашам на бизнис? Све е тука, се е тука. Тоа е, Ферки е успешен во бизнисот. Ферки е најуспешен во бизнисот и овде живее. Може да видите и неговата мајка е тука. Значи, како деца се дружевме, бевме школски другари, седевме во клупа заедно и беревме печурки ваму во овие ливадите, кај што го гледаш овој оревот пред школото. Така? Таму беревме шампиньони на времето. И Ферки вика, а јас да станам бизнисмен, ја му викам, ја да почнам да си пеам и така испадна нашата успешна приказна. Да го поздравиме Ферки Демировски. Подсекогаш сум бил заинтересиран за 3 сектори во бизнисот. Тоа е технологијата, здравството и исхраната. Така да во текот на времето само се бараше начин како да се изреализира еден таков проект. Пред една година во партнерство најдовме еден локал во Бутел кој што беше една стара фабрика за текстил, која што како да молеше да стане една приватна клиника. И секако овде контактите кои што ги имам во Македонија и надвор помогнаа да обезбедиме најсофистицирана опрема од Siemens, за да може да отвориме еден радиолошки центар за дијагностика од највисоко ниво и да започнеме да работиме на една приватна клиника која што ќе работи на исто така еден посебен начин, а тоа е да понудиме најголем можен квалитет за најниска можна цена и мислам дека успеавме да постигнеме еден таков резултат. Клиниката е веќе отворена 3 месеци и секако ќе биде мило да погледнете за што се работи, да ги услужиме клиентите кои што се во Бутел и во околината, но секако дека имаме и клиенти надвор од Скопје кои што сакаат да ги искористат здравствените услуги. Здравството е еден сектор каде што е многу благороден.
им помагате на луѓето кои што имаат највеќе потреба од тоа. Секогаш знаеме дека секогаш кога ќе се поздравуваме со некој велиме само да имаш здравје. Така да имаме барем малку било каков контрибут на некого да му го подобриме здравјето или да превенираме да се случи не дај Боже нешто полошо, е навистина големо задоволство за нас. Приватната ВФВ клиника е здравствена установа во Скопје, чувар на вашето здравје 24 часа, со сеопфатни здравствени услуги. Со благородна мисија и главна цел да придонесе за поефикасно здравство, таа станува тригер во иновацијата и ревитализацијата на најкревкиот дел, здравствениот систем. Безпрекорно чиста, нова, со пријатен амбиент и високо професионален тим, по сите стандарди, клиниката нуди услуги во два сегмента. Примарна медицина од тим на општи доктори, кои се и матични лекари, поврзани со фондот, како и медицински сестри. Вториот сегмент е мобилен тим за домашна посета и секундарна медицина составена од специјалисти и среднотехнички персонал во секторите педијатрија, интерна трудова медицина, психијатрија, гинекологија, гастроентерохепатологија, кардиологија, рентген и дијагностика. Овој софистициран дијагностички центар со врвна лабораторија има мисија да прерасне во обслужлив здравствен дом, со ценовник достапен за сите граѓани чии живот и здравје се најважни од се. На ниво на бренд, ВФВ одлично е позиционирана и со ланецот на снабдени аптеки, со што е зајакнета и фармацевската компонента подеднакво квалитетна и услужна со широк спектар на линии на лекови. Главен атрибут во здравствениот менаџмент е етиката која е исцелителна и целисходна за индивидуалното здравје на граѓаните и заедницата, со највредната инвестиција во столбовите на здравата нација и темелот на здравата иднина. И од печурки станавме така успешни. Ама знам дека тука има една... Татко му држеше ова продавница, беше нивна, како на селото се собиравме, исто на ферки. Имате уште една убава приказна која што пак е поврзана со традицијата. Овде имате една убава спомен соба. Спомен соба на може да кажем, сега да не испадне дека само се фалиме, али тоа е стварно најпознатиот етнолог, да речем, во Македонија. И најголемиот виновник за копачка, која што е така прочуена во... Господинот Димитар Узунски, тој повеќе не е со нас, ама има оставено голем трак во македонската етнологија, да речем. Така, и фолклорот и... Во фолклорот и он е главен виновник за копачката што ги доби тие награди. Така, што и признанието од УНЕСКО. Спомен собата можеме да ја видиме, така? Можеме Да, ја сега ќе посетиме? ве однесам во спомен собата на Димитар Узунски. Мене исто така он ми беше наставник. Да? Да, во 7 и во 8 оделение ми беше наставник. Значи првите почетоци он е виновен. Некоја основа што имам фатено е, значи и он има удел во тоа. Рековме дека некој чекор нешто знаеш. Од копачката? Аха, тешко е, не ме научи, ама... Да, многу е тешка и ја не сум малце така, знаеш, не сакам многу, ама копачката е тешко разиграње. Знам некои други, Малешевско, она. Запојас има едно, четворката, тоа го знам. А копачката малце знам од неа. Требаше барем да ме поднаучиш, па да пробавме сега нешто. Ќе те поднаучам точно пред свадбата кога ќе те мажиме. И ќе дојдеш... Со мажење, со женење, ајде, влегуваме во спомен собата, доста е, веќе слободно. Ајде, тука сани. Здраво! Ко готвам стално имам некоја дилема. Риба или месо, ребро или кубаса, а најтешки би се јајцата. Омлет или хемендекс, на око или кајгана, абе цело време или. Едино, неам дилема, масло или зејтин. Користам само бисер. Од ионе и масло и зејтин.
од сопствена фарма Козјо млеко. 100% природни и здрави лабрадор кози производи. Козји јогурт, козјо кисело млеко, козјо сирење и козја сурутка. Козји производи за здраво детство, силна младост, среќна старост. Ко готвам стално имам некоја дилема. Цело време или. Едино немам дилема, масло или зејтин. Користам само бисер. Од ионе и масло и зејтин. Тука нема или. Само бисер, најубавиот украс за секоја манџа и салата. Фала, значи денеска си кавалер цел ден. Кажи. Секогаш Во сум Ламборджини ме возеше. Ова е спомен собата на Димитар Узунски. Значи, ова е твојот наставник, така? Да, ова е мојот наставник, ова е баш тој Димитар Узунски. И ова е копачката. Ова е баш копачката, да. И он беше учесник во копачката. Мислам дека он е последниот. Да, еве го. Он беше на крајот на опашката. Секогаш. Да. И он е главниот виновник за сите награди што ги има добиено ова копачка на светско ниво. Значи, дедо Митко бил ороводецот, а Димитар Узунски бил на опашката. Точно. Да. Ова е од спомен собата, ова сигурно го има направено неговиот син Гоце од синтезис, натапан што може го знаете, секако дека го знаете. Ова е дрвото како што се одвивал животот на Димитар Узунски. Знаеш све што бил, каде бил, настапи, настани, награди што има освоено и така како едно дрво. И овде сега е баш таа соба. Може да снимите. Еве ќе видите, ова е носијата. Во која што ја носеше за играњето, така за играњето и он цело време ја носеше и кога водеше и кога пееше, пошто он пееше, беше мултиталентиран. Значи ја носеше ова неговата носија. Ова се сите тие дипломи, све што има, не можеме да ги прочитаме, гледате. Сите признанија и сите дипломи се овде во оваа спомен соба. Треба уште малце да се доправи таму, уште нешто треба да се направи, ми кажа. Еве овде има стики од настани, од сепак треба да се зачува тоа, што Димитар Узунски е многу заслужен за нашата етнологија, за македонското поднебје. Джони, вака еден ден ќе има и за тебе соба. После 70 години сами еден ден реков здравје, да. И како беше да сме живи и здрави, па да го чекаме. Така е, Господ кога ќе каже, до тогаш е, тоа е тоа. Да се пошалиме? Да. Джони, навистина не очекував дека во, нели, сите имаме ние за селото некако си мислење, некакви си очекувања. Јас навистина не очекував дека твоето родно место е вакво. И дека дури има и спомен соба. Има со што да се пофали, има многу успешни приказни стварно од моето село. И не само тоа, и урбанизирано место е, близко сте и до два големи града сте. Амбуланта, училиште, пошта, булевар и имаме плоштад, ти кажав. Да, како беше? Москва? Црвениот плоштад во Москва, во Кина има, во Лондон и во Тработивиште. Па нема во Делчево, во Тработивиште има. Димитрија Станоевски, дедо Митко од Белчанското мало во Драмче. Бил дзидар, дрводелец, риболовец, ловец, дури и заболекар, но најпознат е како главен ороводец на копачката. Овој духовен аналитичар на прочуеното оро му го доверил не баре злато во аманет ситниот оровес од виртуозни чекори на главниот виновник на нејзиниот влез на листата на УНЕСКО како национално духовно наследство, на именјакот Димитар Узунски, ризничарот на фолклорната уметност. Двајцата Димитри од пијанец ја пренесоа традицијата и ја вивнаа копачката во светот. Овој крај на извонредни песнопојци, инструменталисти, играорци, раскажувачи и таленти со предприемачки дух. И ден денес фатени на орото во пренесувањето на традицијата од колено на колено, на живото оро и питкиот темперамент, изразен од животот крај сливите и ракијата, хипнотично убав и опоен како растението пијанец,
и магичен како танцот на разлуланите цветови во дивите треви кои ги обколиле спомините на крајот. Џони, како тргнавме со тракторот, јас искрено мислев на нива ќе ме носиш, добро и во кафана завршивме. Па, Сани, ти, пошто знаеме дека не си мажена, Леле. да видиме дали знаеш да работиш и на нива. Тој што ќе те земе сигурно ќе сака да види дали работиш, тоа ќе се снимеше у кадар и ќе... Добре, а важно дојдовме сега да пробаме некои специјалитети, да видиме тебе дали ќе тоа жениме, дали ќе може да донесеш некоја овде да не се обрукаш. Не, јас овде ве донесов за да пробате од највкусната храна, традиционална делчевска и од околината на Делчево, да пробате што е природна храна. Искрено, кога се сретнавме со Бајле, ми рече ова е град на војводите. На војводата? На војводата, тоест, да. Кога ме донесе во ресторанот, буквално целиот овој амбиент и начинот на кој што е нели сервирана храната, на кој што е среден ресторанот, изборот на специјалитети, нешто ми кажа, нешто јас нели сама знам што е. Буквално ме асоцираше на она наше традиционално убаво и драго ми е што имате вакво место во вашиот град. А всушност и тоа е наше традиционално, значи од времето, значи се е природно. После ќе ти кажам кое што е, колку што знам јас. Так. Иначе ќе пробаш и на крај сама ќе кажеш дали е вкусно и дали е така како што ти кажав или не. Имаш ли омилено јадење некое? Омилено јадење, мислам дека има и овде, ми е клиса со прас. Праз знам што Да, е и мајка клиса. ми цело време ја терав да ми направи такво јадење, клиса со прас. Значи празов знам што е, ама што е со клисава? Клиса ти е свинско месо чисто Добро. бут, сецкано на коцки, измешано со прас. И тоа е готвено на некој специјален начин. И тоа е традиционално наше од овде од Делчевско. Клиса со прас. Точно. Месар си, така, веќе... Тежок месар. И сме седеле и друг пат во кафеана и во разговорот, еве, во текот на денот, спомена неколку пати дека имате и животни, и колете, и се храните. Не ги колеме, сега да не се разбереме. Не, добро, за вас, нормално, за... Јас сум љубител на Так. природно, стварно. Све сакам природно. Така и со девојки кога треба, љубител сум да биде природно, така и за храната. Стој. Вака да го стесниме, значи конкурсов. Таа што е природна, без ботокс, без хиалурони, без какви било корекции, може да се јави на нашиот конкурс за Сега и да се пробе за Џони. правиме реклама за мене, за да се... За се, за Делчево. А за И за Делчево? трпезата, па се... Па и ти не си мажена, сега ќе почнеме Ама не реклами сме да во правиме. мојот роден Добро, град, Сани, сега кога добре. ќе бидеме во мојот роден град, таму ќе зборуваме за мене. Не се зезам, љубител сум извини, љубител сум на природна храна, сакам се да е природно, сакам да кога ќе го вкусиш, друг е вкусот. Сваѓаш? Еве сама ќе пробаш. Тоа што го јадеш у Скопје ќе видиш дека не е истото како овде. Си останувам јас во Делчево, не си одам на здрава храна, ќе се бидам Јас здрава после. знаев дека Готово. ќе сакаш да останеш ти. Еве, јас ќе дадам сега бакшиш, кажи ми која е ти омилена песна. Немам на кого да ја нарачам, тебе ќе ти ја нарачам. Сам ќе си ја отпееш. Зависи колку ќе дадеш, ја кога гледам колку ми дават. Така добиваш инспирација за пење. Зависи дали е лилјакова, зелена или не знам, или икона македонска. Брзо да слушам која ти е омилена македонска. Од македонските? Да. Не ми ја кажувај, значи запеви брзо. Немам пари, сребро, злато, немам дарови, со мене се мајко само моите чалги. Ова се пее со скршени ребра, како? Дајте ми, да, вака пеам со дека ми се пукнати ребрата. Во една од омилените песни ми е Бисера. Да, имам многу омилени македонски песни, ама една од омилените ми е Бисера и имам уште една од Гоце Арнаудов, Дали чекаш стара мајчице? Јас мислев ќе ми кажеш сега некоја Марија, не знам, некоја женско име ќе измислиш и веќе ќе ми беше се јасно, добро. Не, и Бисера не ми е омилена ради името Бисера, омилена ми е зашто е како песна убава. А Дали чекаш стара мајчице, кога ќе ја слушнам во кафана некој да ми ја пее, ме погаѓа, пошто јас сум излезен одамна од родното место и кога ќе ми ја запее некој, не знам, може Чекај тоа на мама одма, така? Може и чаша вака да скршам. Не, позади тебе у чекај зидот. да ги прибереме чаши, Прибери ги, да се не, кршат. ама ај не кршам сега. Да не правиме сега нели бели овдека. Ајде Сани, доста збориме, дај земи пробај нешто да каснеш, да кажеш после
коментар за нашата традиционална делчевска храна. Да не биде пустет дојде. Да, може да ти кажам Да, сакам да ми полека кажеш кој е, кој што е. Да. Можам и да ти ставам, можеш и ти самат, пошто си домаќинка кажа. Нешто си ставивме, ние не можеме да издржиме веќе. Може да веќе. подстанам, така? Слободно. Ова ти традиционално, ова си знаете, ова знам, домашен син патлиџан и тиквички, ова е тавче, гравче, со гравче од нашите села од Делчевско, од Тработи, вижте најубавиот од тавче и од другите села се зезам од Делчево. Што не ми спреми едно Ова е кесенце со граф, ако сезонска. имате најубав граф. Ки ти спремам, значи полека, ки ти спремам добро, и кесенце добро, со добро. граф и компир се. Леле, добро, супер. Ова, ме интересира добро. што е. Ова е сирење по шопски, се вика. Како Да. тоа си? Сирење по шопски, на исто стар традиционален рецепт, делчевски сирење, ама ќе го пробаш после да видиш колку е вкусно. Или сакаш ти одма да го пробаш? одма какво после? Сама ќе си ставиш? Да. Добро. Ја само ти те слушам, раскажувај. Ова ќе пробаш сега, па сама ќе кажеш. Ова е клиса со прас. Еве вака А ќе ова е видиш. тоа што го кажа клисата со Да. прас. Добро. Види вака. Ова го тргаме. Значи тука имаш клиса, клиса ти кажав пред малце што Ми е. кажа свинско месо, Свинско чисто. месо. Да, во тесто се. Ова е во Готово. тесто. Да. Ова ти е зелник со прас, исто домашен, месен, да не речем од делчевска женска рака, права. Домаќинка, значи. Домаќинка права. Добро. Суви пиперки, традиционално пиперки со лук, печени пиперки со лук. Ова е макало со компири со лукче и со Од- не знам од тоа сега да не пробав и грешам пребаво нешто, е не знам и- што. Или по нашки, делчевски, се вика лутеница. Лутеница. Да, лутеница. Добро. Да. Ма не ми преведува, јас те разбирам, едно- нели научив денеска цел да Едно од учам. моите омилени јадења е качамак со клиса. Тоа ќе те прашувам, зошто Да. имам клиса, пак, Качамак значи со кај вас. клиса, ова е на Чекај, со- извини, кај вас Ајде. свинското месо е клиса, така? Не, дел од свинското месо е Она клиса. чисто кртината, Она така? чисто кртината, Добро. да, тоа е клиса. Еве, гледај и учи како се сече, само ако не знаеш, за да те научам, пошто утре ќе треба да се мажиш, некој да те земе. Девојки, За- гледате Џони е за женење, како сече пита. Питам, можам да ја пресечам како сакаш, ова сега јас бирам. Со како. женски само не може да И се вака справи, што идеш. питава се справи. Опа, ја вадиш назад и вака. А извини, после После тука на тоа? трчање ќе одиме? После тука ќе одиме на джогинг малце. Па ја гледам го како парче ми да, спреми ти. а може да те однесам и на нива малце да копаш, има компир. Ја избегам од компир за тракторот, копање, више. гравче. Од тракторот избегам. Моментално само едно лажиче ми треба барам. Лажиче. Да, едно лажиче ми треба или со вилјушка сакав да ти ставам, ај со вилјушка да ги ти ставам да пробаш од Од клисата? А од не, празот. тоа. Ова е зелник со прас и со пиперки и со И сува не знам пипарка, што така друго. да, сува пипарка е тоа. Да, ќе пробаш сега. Не си пробала вакво у Скопје нема. Исто сирењето е нашо од Делчевскиот пробав, крај. сирењето е преубаво. Од Делчевскиот крај, значи од нашите села Делчевски. Тука што ги чуваат стадата овци, сами си го прават сирењето, ќе пробаш исто. Сирењето е преубаво. Поубаво и од беровското сирење. Ова се знаеш, ајвар, Ајварче, лутеница, пинџур, лутеница. Исто е ова макалото или лутеницата. Таму имаш исто клиса со прас во тесто. Овие благите после ќе ти ги представам. Ги видов сладка, претпоставам и тие се Исто домашни, да. имаш смокви, јагода, не знам што друго, после ќе ни каже. Чекај, извини, седни, значи Добро. морам да те прашам. Ти ова на памет го Ги учеше или разбирам стварно? јадењата или не ги разбирам, што викаш? Не, ти? домаќин си стварно. Да бе, дома Е, седе сега пред да само дојдеш сте- ти ги вежбав, како не, да кажам. гарант имаат некој ливче дадено. Чекај да видам. Да. Не, имаш нешто на памет учено, ти ова нема шанси да го знаеш. Не бе, Сани бе, јас сум, ти кажав, гурман и љубител на македонска традиционална храна, особено све И што е како се природно. вика дете од стара мајка, така? Дете од стара само мајка. еднак имаш еден минус сега. Ајде кажи. Па што ќе пиеме со ова јадење? Што води? Со ова јадење, не, јас немаше да заборавам, ама чекав ти да изразиш Да, желбаш. јас излегов Пошто пиеме јас Со лошата, ова оди нели? исто традиционално делчевско едно вино, што го прават овде кај нас во Делчево, домашно. Да пробаш што е домашно вино. Знаеш кое, и виното може би не е убаво, ама бокалов и чашиве се преубави. Погледни, во виното е вистината, Сани. Ајде да се Да напиеме, знаеш па само. после ќе откажеме се што треба и што не треба. Да. Повели, Благодарам. си ставам и јас малце. Сега сме баш како Ова е војводи и ние. Па нормално, ова е градот на војводата. Мора да ја испочитуваме традицијата. Убаво мириса. Што ќе кажеш? На здравје? На здравје.
Сани, Ајде. ова да не речам беше како предјадење, сега ќе стигне главното јадење ако може нека го донесат, да видиш ова е специјалитет на куќата, бифтек ала 2 липи на делчевски начин и ова ти е традиционално од кафаната и кафаната се вика 2 липи, пошто овде имаше 2 липи напред и ова е бифтек 2 липи, а имаме уште едно традиционално јадење од оваа кафана. Сега ќе го донесат, се вика шишлак. Ќе го пробаш и тоа многу убаво јадење. Еве го. Шишлак 2 липи. Да видиш Ова навистина изгледа. како тоа изгледа. Сани. Ова изгледа навистина интересно, сигурно е и вкусно. Па не знам дали е вкусно, гледај. Не, сигурно е, реков, да. Џони ова плаче за некоја стори, за нешто, нели? Да, многу е убаво. Па мора да се сликаме. Не само што е убаво, ова е многу вкусно. Ова е специјалитет на кафаната. Врти се, не збори многу. Ајде бе, Сани, ајде. Знам дека цел живот сакаш да се сликаш со мен. Па желбите се остваруваат. Како беше кога нешто Точно. силно посакуваш се остварува, Браво. ете. Навистина интересно, ти благодарам за сето ова што сте го смислиле Што заедно. ќе кажеш за дочекот, да? Јас сум навистина воодушевена. Морам да ти Воодушевена признам. си? Да, шегата Да. на страна, ние се знаеме многу долго време, затоа и вака Точно. слободно. Колку се знаеме, Сани, над 15 години може. Сигурно, да. Точно. Затоа и вака сме слободни, можеби на моменти нели Се извинуваме повеќе, на гледачите ако можеби негде повеќе. грешиме, ама ние сме Меѓутоа не може да го скриеме нашето пријателство и Се трудевме, ама посилно е од нас. Не може. Точно. Ние многу сакаме да се боцкаме, тоа ни е некако омилена дисциплина ни е таа. Пошто имаме заеднички ствари, некои заеднички работи. Заеднички пријатели, ете сум И, доаѓала да. и на твои тезги, дури морам Џони да те прашам, значи сакам. На мои настапи, Сани, на тезга немам на пазарче. Па така Ајде, се вика добро. сега, тоа е популарен израз. Сега морам да те издадам, значи не можам да знаеш дека во моја Слободно, Сани, пуцај. како пуцка ова, ќе пукам и јас Види го како како е, да, пуца. многу е и убаво мириса. Ова е Само месо со зеленчук, така? Да, може да го. Види го, лепото. Добро веќе ти запеам. Која? Се сикере. Оваа што оди во позадилина ќе ја чекаме следната. Таа ли ја сакаш? Не знам, се едно. Мене ја Добро, таа немам. женска интонација, ама ќе ја фатам некако, ајде малце, пошто не можам. Ако запушам. отвори го ти Ајде, грлото, на еве јас здраве. ќе ти наздравам за да го отвориш ти Ајде, грлото, се ајде. разбираш. Не за друго ќе ми заврши емисијава, а ти не запеа. Гајтам веди љубам јас, сини очи љубам Која ти таа со јас. сини очи сега јас кафеа ви И имам. да љубам и да гледам, фајде нема, ќе ти ставиме леки. Душо Може. моја, шекерна, зашекерена, ти калеша неверна. Чекај да платам. Шекер, де бакшиш не даде, бе, Сани, од преска ти пеам бакшиш, чекам да ми дадеш. Ти калеша неверна, овој дел не е за тебе. Не. Ти си, да, не си неверна, знаеме. Мене ми е навистина драго што ете после толку време договарање и шеги, Договори, дружење, преговори. да, конечно дојдов во твојот роден град и не само што го видов и прв пат Делчево, туку имав прилика да запознавам дека овде има навистина топли луѓе, дружелюбиви луѓе и што ме дочекавте царски, како што некогаш се викало Делчево, така беше. Царево село, така. Гледаш како јас Прво било Султанија, па Така. после тоа Царево село и после по војводата Делчево. Не е Град далеку, Гоце не е Делчев. далеку ни тоа Султанија, бидејќи навистина денеска имав убав пречек, убаво ме пречекавте. Како султанка. Буквално ме возевте сегде, нели добив Тоа сакам да кафе, те прашам, водичка, дали си сокче. задоволна од пречекот да кажеш Презадоволна конечно. сум, посебно од моментот возењето на трактор. А ти Тоа мислеше го у нема- Ламборджини ќе влезеш? Да, мислев. Ауто, кола, ама ти се качи на трактор Јас- и пак не Не, те не. излажав ја. Тракторот беше Ламборджини, Така така е. да. Ви благодарам на поканата. Јас да ти кажам искрено, ваква емисија до сега, имам снимено, знаеш, многу емисии, ама ваква со доаѓање во Делчево со ова се снимање не сум имал. Не дека не сум сакал да прифатам, можеби не сум бил подготвен, ама и тебе не можев да те одбијам со оглед на тоа што се знаеме многу години. Ти благодарам уште еднаш на поканата и што, како да ти кажам, почестен сум што одбра токму јас да бидам представник од Делчево и од Делчевско, пошто знаеме дека во Делчево има многу луѓе што заслужуваат да бидат
представници. Ама се надевам дека ќе имаат време и они. Како беше денеска, како рековме, како ми кажа кога застанавме кај споменикот, во кој град сме? Градот на војводата. Како беше она, ти мене војвода, јас тебе Сердаро, доста се фалевме Џони, ајде да јадеме. Гладна си Ни цел мириса, ден. Не можам да издржам, не Ајде, можам. ајде да седнеме, дај нека дојдат да ни помогнат, пошто Сите не што можеме се гладни, само да- нека доаѓаат, Сите ајде. свртете ја камерата да ги фатите овие овие гладни луѓе. Ајде, Тимче.